Македонија меѓу земјите каде се пушат најмногу цигари, се води нездрав начин на живот, се јаде нездрава храна, алармираат од Светската здравствена организација. Дури 3/4 од смртните случаи до 2019 година се предизвикани од ваквиот начин на живот. Тутунот и нездравата исхрана се главни фактори на ризик за смртност во Македонија. Нездравиот начин на живот е двигател на смртност, а високиот процент на пушачи, лица со висок шеќер во крвта и зголемената потрошувачка на шеќер, сол и масти, се проценува дека сочинуваат речиси 3/4 од смртните случаи до 2019 година. Најновите податоци за смртност покажуваат дека кардиоваскуларните болести, мозочни удари и карциноми се водечки причини за смртност кај возрастните. Во периодот од 2000 до 2017 година забележано е изголемување на смртноста поради диабетес, специфични видови на рак, особено на белите дробови, панкреас и рак на простатата, како и Алцхајмерова болест. Поради нездравата исхрана, 64,9% од мажите и 51,2% од жените биле со прекумерна тежина во 2016 година. Ова се должи на тоа што половина од возрастната популација не е физички активна. Прекумерната тежина се забележува и меѓу 7-годишните деца, особено кај девојчињата. Висока е стапката и на респираторни заболувања, бидејќи Македонија има едно од највисоките нивоа на загаденост на воздухот во Европа. Во делот подобрување на здравјето на населението се посочува дека очекуваниот животен век во Македонија се зголемува, но останува под просек од европскиот регион на СЗО. Најновите податоци за смртност пријавени од Македонија до Светската здравствена организација се однесуваат на 2013-та. Според овие податоци, просечниот животен век изнесувал 75,5 години. Иако ова беше под просеците за Југоисточна Европа и Европскиот регион на СЗО, беше повисок од повеќе ажурирани бројки за очекуваниот животен век за некои членки на Европската унија. Освен тоа, Македонија беше посилно погодена од пандемијата со ковид од многу други земји, особено за време на вториот и третиот бран, со високи стапки на прекумерна смртност. Овие извештаи од СЗО беа представени на 72-та седница на регионалниот комитет на СЗО за Европа во Тел Авив, Израел, на 12 септември годинава.